Разговараме со неговата екселенција, амбасадорот на Република Италија во Република Македонија, господинот Карло Ромео. Господине Ромео, добре дојдовте во вистите на ТВ канал ВИС. Моето прашање до вас е: Европската Унија почна една промотивна кампања низ повеќе градови во државата во моментот кога Република Македонија е соочена со еден историски референдум. Зошто се одлучивте на таков чекор? Yes, thank you very much. Да ви благодарам многу. Ние сме вечерва за еден од настаните кои што се организираат од делегацијата на Европската Унија со поддршка на земјите членки на Европската Унија кои што се представени во земјава, така да јас бев навистина више задоволство да дојдам вечерва во Струмица. Патем, ова не е прв пат што доаѓам во Струмица, во овој убав град, за да го поддржам кампањата на делегацијата на Европската Унија за да може да разговараме со граѓаните, како што беше случај вечерва во врска со тоа како тие ја замислуваат нивната иднина во рамките на Европската Унија, така да се разбира со европската перспектива, со европската интеграција на земјава. Така да ја имав можност да разговарам за моето искуство, исто така за моето лично искуство, и исто така разговара во врска со важноста за европските вредности, демократијата, владењето на правото, борбата против корупција, како и за принципите за јасна дистинкција помеѓу властите. Граѓаните на Македонија ќе треба да се соочат со прилично сензитивно прашање, проблем кој што трае речиси 3 децении во државата. Сметате ли дека имаат доволно време да се навикнат на промените за кои што би требало да одлучуваат, односно промената на уставното име во замена за оние предности што би ги имале како потенцијални членки на Европската Унија и НАТО? Самиот договор за името, кој што беше потпишан во јуни со Грција, историски договор, така да можеме да кажем дека ова историски момент за оваа земја, за двете земји, всушност за целиот регион, јас исто така би кажал и за Европа. Исто така се надевам дека македонските граѓани ќе имат можноста да се информираат и исто така да учествуваат во референдумот, затоа што се работи за нивната иднина, важно е за нивната иднина, исто така за одлуката што ќе направат, и исто така повторно да кажам за иднината на нивната земја. На самитот во јуни, членки на Европската Унија беа против проширување додека не се решат проблемите кои што постојат во Унијата. Дали сметате дека оваа кампања сега треба да значи дека всушност тоа расположение е надминато? Можам само да кажам дека Италија, мојата земја, беше една од земјата која што повеќе ја поддржуваше го поддржуваше предлогот на Европската комисија за почеток на преговори со вашата земја што е можно поскоро, така да ние имаме долга историја на поддржување на Република Македонија да поддржуваме европската перспектива на вашата земја, европската интеграција на вашата земја. Ни се разбира, ја поддржуваме ова европска перспектива во времето на заседавањето на Европскиот совет и исто така ќе продолжиме и понатаму да поддржуваме ова земја во одлуката која што граѓаните ќе ја донесат. Кој е вашиот личен впечаток? Дали граѓаните на Македонија од средбите кои што сте ги имале до сега се расположени, веруваат во европска иднина на државата? Добро, од состанокот кој што го имаме вечерва, имам добар печаток, добро чувство. Состанокот беше интересен, понекогаш исто така
на моменти, значи на моменти беше многу технички состанок во врска со некои детали кои што беа споделени, така да мислам дека ова исто така знак, сигнал на интерес интерес во врска со темите кои што ги разговараме вечерва. Јас мислам дека во ова земја постои едно големо мнозинство на граѓани кои што се, значи, за интеграција во евроатлантските структури. Тоа. Ви благодарам за разговорот.